Во рамките на националната кампања Магијата е во знаењето на Министерството за образование и наука, вчера во Занаетчиски дом се одржа панел дискусија со цел да ја истакне улогата на наставниците во современото образование и нивниот придонес во развојот на учениците и заедницата. Панел дискусијата беше во организација на секторот за образование од општина Куманово. Според државниот секретар во Министерството за образование и наука Елена Ивановска, образованието мора да се движи напред со духот на времето. Овие последни 2-3 дена размислувам што е она што треба ние да го направиме во нашето образование за да нашиот систем создава вредност, а не да целиме кон оценка. Прво треба да разјасниме дека целта во образованието не е оценката, не е тестот, туку тој систем да создаде компетитивни личности, љубопитни личности, кај кои што вредноста е она што научил, што уме и каква личност станала. Од тука мислам дека за да направиме таква образовна средина, работиме и ќе продолжиме да работиме на 3 нивоа, тоа е системски, затоа што мора да поставите правна легислатива, како тоа треба да изгледа убаво за да создаде една убава вредност. Не се само хартиите, треба да се работи во училница, односно наставниците да имаат постојана поддршка, континуирана, да се чувствуваат вреднувани во нивната професија, да имаат постојана поддршка, без оглед за каква поддршка станува збор. И третото е да влијаеме во насока на нашето размислување дека не е битно оценката како цел, туку треба да размислуваме дека таа е вредност која што е сигнал каде треба повеќе да работиме со ученикот. Наставничката по математика Даниела Стојановска од Општинското основно училиште Христијан Карпош се осврна на потребата училиштето да создава средина во која учениците слободно размислуваат, поставуваат прашања и развиваат критичко мислење, бидејќи токму тоа води кон вистинско и трајно знаење. Соработката помеѓу наставниците и родителите е континуиран процес на градење доверба. Така. Довербата е основата на овој процес, никогаш доволно добра и никогаш доста од соработка. Именно, родителите, заедно со наставниците, имаат пред себе една многу голема цел. Тоа е интересот да го препознат и потекнат остварувањето на максималниот потенцијал на секој дете, односно секој ученик. Сојузници се во тоа доколку успеат да создадат доверба, но и се споделат идеја дека тоа се две различни страни на една иста цел. Целта е да ги оспособиме нашите деца, нашите ученици, да си го пронајдат своето место во економијата на 21. век и при тоа да ги понесат со себе и пренесат на идните генерации сите културни вредности, идентитет, традиција, верувања. Она што е најважно, така? Она што на нас не е најважно. Тоа е нешто што децата треба да го пренесат. Мора да бидеме при тоа свесни и родителите и наставниците дека проблемите со кои се соочуваме денес се всушност импликација на начинот на кој што размислувавме додека ги решававме проблемите од вчера. Така. Впечатокот дека дали заради развојот на технологијата и низ други причини, ние денеска се соочуваме со се поголеми проблеми кои што треба да се надминат, многу е важно да се најдеме таму, кај што ќе речеме дека ние ќе мора да размислуваме, ако сме возрастни, критички и креативно, за да можеме таа соработка да ја направиме вредна, за да ги оствариме потенцијалите на нашите ученици и да можеме да ги оспособиме за она што ги чека, тоа е иднината и можеби неизвестноста. Според одделенската наставничка Хилда Димитриевска од Основното училиште Крсте Мисирков, поддршката и охрабрувањето се подеднакво важни како и самата оценка. Тоа што ги мотивира е
совладувањето на она што е поставено како задача пред нив. Така. За нив успех представува секоја завршена задача која што ќе ја направат, а посебно ако тоа е завршено со моја пофалба, да кажам, Така. со моја доверба, со моја насмевка, со мој потик дека она што го сработиле е добро, иако понекогаш пофалбата секогаш ја кажувам кога е за тоа време и место, додека ако сметам дека треба нешто да се подобри, пофалбата изостанува во тој момент, меѓутоа му давам поддршка, му велам дека не треба да застане, не треба да прекине туку треба да вложи поголем напор и да постигне подобар успех.